Голем број забелешки за измените на кривичниот законник искажаа бројни експерти од кривичното право кои дебатираа на јавната расправа за измените на овој закон. Главен фокус беше ставен на членот 353, кој се однесува на оние измени кои беа направени во 2023 година, со што се амнестираа функционери, како и на измените кои се однесуваат на кривични дела од Safe City системот. Ана Чупеска во својство на професор критикуваше дека овие измени се правна козметика и инструмент на моќта за заштита на политичките елити. Не мора да бидете кривичар за да препознаете кога правото престанува да биде штит за граѓаните и да се трансформира во инструмент на моќта и заштитник на политичките елити. Се воочува свесно амнестирање на службени злоупотреби преку перфидни, би рекла, јазични замки и преку субсидиарни клаузули. Професорот Сейфула Османи предлага дополнување на кривичниот законник, делата за злоупотреба на функционерите да не може да застари, што, како што посочи, е пракса во Албанија. Ја би додал уште еден став во тој член 353, да одредбите од член 107 до 111 од КЗ за застареност не важат за ова кривично дело, а ни за кривичното дело 353В. Адвокатката Ружица Николовска пак рече дека измените се квалитетни. Конкретниот предлог на текст со членот 353, тој дел измените, го поздравувам и сметам дека се врши една се врши една корекција, се додава и искористување на службената положба или овластување на лицето, а видно од самата одредба се зголемуваат казните, односно се заострува казнената политика. Сепак адвокатот Звонко Давидовиќ укажува дека е потребно доработување на законот, бидејќи има одредени недоследности, не само во членот 353, во кој не е предвидено одземање на имотната корист кои би ја стекнале функционерите, туку и во одредбите кои го фаќаат Safe City системот. Се предвидено кога може да се одземе возило, ако вози 50 или 70 км, зависно од местото каде. Не се предвидува да се одземе возило заради 1,5 промили алкохол или други. Луѓе што е поопасно. 50 км или 1,5 промили алкохол. Страшно. Измените на кривичниот законник доаѓаат по голем број критики од Европската комисија, како и на инсистирање на председателот на Уставниот суд. Во исто време во Министерството за правда работна група подготвува целосно нов кривичен законник, но засега нема информации кога тој ќе се најде пред пратениците на усвојување.